Воислав Зафировски е новиот избран претседател на Државната комисија за спречување на корупција. Зафировски е избран на денешната конструктивна седница на Државната комисија за спречување на корупција со мандат од 1 година. Поранешниот прв човек на внатрешната контрола на МВР седнува на претседателската фотелја на Илми Селами. Нулта толеранција, неселективност и посветеност во борбата со корупцијата ќе бидат приоритет на новиот состав, изјави Зафировски на денешната негова прва пресконференција. Корупцијата има своја физиономија. Ќе сториме се таа да стане препознатлива за секој граѓанин, како би можел тој самиот да се заштити. Корупцијата не смее да се врзува за професии, одредени средини или сфери на општествено живење. Ќе сториме се таа да биде препознатлива по името и презимето на нејзиниот носител, без разлика како се вика, без разлика што работи и на која позиција се наоѓа. Корупцијата, за жал, во голема мерка останува во некое сиво општествено поле, кое многу често е надвор од дофатот на законот. Ќе сториме се во соработка со институциите задолжени за спроведување на законот, таа да биде извлечена од тоа сиво поле и изведена пред лицето на правдата. Зафировски истакна дека покрај конструктивната седница, комисијата одржава и работна средба на која се разгледала барањето на доставениот Телеком. Тие бараат од антикорупционерите мислење за тоа дали имат обврска да достават документи за да се оцени дали договорите за трансакции на трите нивни згради се валидни. Македонски Телеком, акционерско друштво Скопје, нема обврска да ја извести Државната комисија за спречување на корупцијата за наведената трансакција. Значи, таква обврска не постои. Законот не обврзува никого да бара од нас таква согласност или противење. Второ, Државната комисија за спречување на корупцијата не го гради ова мислење од аспект на режимот кој произлегува од одредбите на Законот за спречување на корупција, кој важи за изборен период. Затоа што не е донесена одлука за распишување на предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Трето, станува збор за веќе започната постапка, која е во завршна фаза. Значи, оваа постапка се одвива во период од најмалку 1 година наназад. Претходно, владеачката партија ВМРО-ДПМН до антикорупционерите ја достави целокупната документација поврзана со наводната афера Надеж 2. Од комисијата потврдија дека ја примале документацијата и најавија став по нејзино разгледување.